Почитувани, ви посакувам добре дојде во ова најново издание на емисијата Очи во очи заедно со мене Огнен Јанески, во кое денеска ќе разговараме за тема која и еден од гледачите ни ја предложи и спомна во текот на вчерашното издание, а се однесува на тоа дека приватните болници исто така се преполни со пациенти кои боледуваат од COVID-19, предизвикана од SARS-CoV-2 вирусот од пандемијата, и дека сумите за кои што се наплаќаат, дека еден ден лекување се наплаќа и по огромни цени кои навистина се запрепастувачки, особено за стандардот кој што ние го имаме. Така што на 0260 91 924 925 тоа се телефонските броеви на кои може да ни се јавувате, но пак и да ни праќате и пораки на фан страницата на Facebook. Темата се разбира поврзана целосно со пандемијата, затоа некој засебен вовет и не е ни потребен, со оглед на тоа дека и цела година зборуваме на истата тема. Доколку веќе имаме некој на линија, може веднаш да почнеме со вклучување. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Ве слушам, поверете, погласно режија, повелете. Поздрав до Богли и до Телевизор 24. Благодарам, поздрав. Ова тема што ја ставивте стварно е доста интересна, затоа што сите приватни болници, Ремедика, Систина, Филип II и така натаму, многу големи му се престоите во болницата. Не тоа што дека нема во нашите државни болници да се сместиме, али на некој начин не знам што е работава, зашто тука Министерството за здравство не преземе хитни мерки да се види, ако се тие приватни болници, треба да се види колкава му се нивните надоместоци што ги бараат, пазите, 200 евра од ден. Тоа е никој тоа во Македонија не може да го поднеси. 200 евра од ден. Рачунајте 200 евра на платна. И затоа јас искрено сум имал шанса да отидам да таму да еден преглед. Па еден преглед не кошта 200 евра, луѓе, разберете, тоа е за наши услови, за наша ова плата што ја примаме, или пензија, или било што, стварно е многу, премногу. Али искрено ви кажам, тука јас не знам колку има надлежност и каква му е нивната инспекцијска надзор, Министерството за здравство да изврши на некој начин надзор, да се види во тие болници какви услови се прават и со што тие луѓе ги лечат со толкави пари му земат. Затоа јас го повикувам Министерството за здравство да поткитно изврши една голема контрола на тие државни болници, на тие приватни болници, каде што треба на некој начин да се стави крај. Ви благодарам многу. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам. Следен на линија, повелете, добар ден. Ало, добар ден. Добар ден, повелете. Вклучена во емисија. Да, сте, повелете директно. Што се замислуваат овие Министерството за здравство, како да ние да живееме во Англија, Америка, Германија и било каде да не играм другите земји. Па има луѓе, добро, моментално јас не сум толку, значи, не ситуирана, како да кажам, не знам, добро се снавам, ми оди, барам месецот можам да го поминам. Па има луѓе социјални случаи што се бори за леп, како може тоа така? Значи, они лошо прават на цела држава. Не смееш било како да контактираш со роднина или како во цела држава ќе уништат, како ќе уништат да половина ушто ќе уништат. Не смееш во е заразна болест, треба да се помогне на такви луѓе. Не се криви и тие што се заболеле. Ете така дошло случајно. Како нивни домашен да се разбори, па ќе видам јас како. Они имаат пари да платат, а сепак нема да се осеќаат добро. Како тоа? На болест, кога да се разуваат, кога да не знам како да се изразам веќе. Па ова е ненормално во никоја држава. Ви благодарам, така сум револтирана, извини од мене. Пријатно. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам. Дали имаме некој следен на линија, повелете? Добар ден. Добар ден, повелете. Не е 1000 евра, господине. Во Жан Митрев е 1200 евра. Одат и до 2300. Така. И знаете што се случува? Че ти наплата за 10 дена по приемот и наредниот дом, мој најблизок човек, умира после наредната ден, му зема 12.000 евра и завршена работа. И сега знаете што е посреди? Тоа е се договор со
со Филипче и со сите други кои што раководат со државните институции здравствени. Така. И тие пари ги делат меѓу себе. Во тоа е проблемот. Исто тоа се случува и со тестирањето. Ја платив 70 евра за тестирање. Никој нити ме ги врате, нити ме праша, јас сум 100-кратен крводарител. 100-кратен доброволен крводарител и си платив 70 евра за тестирање. Лекувањето ме кошташе 1000 евра. Сето тоа оди во джепот на Филипче и сите негови придружници. Ова што се случува и со тестирањето, и со лекувањето, тоа е криминал невиден. Мене требаше да ми платат, ја искористив 65 клексана. Од тие 12 ги купив во Македонија, другите ми ги донесаа. Ни 12 не ми ги признаја. Во Македонија се искористили околу 1,5 милион клексани. По 4 евра замисли 6 милиона евра каде одат тие пари. Па доста веќе пропадна и држава, се пропадна. Нема ништо. Сите ќе изумриме. Ти благодарам, Благодарам за јавувањето, ве поздравувам. Дали имаме некој следен на линија? Добар ден. Да, добар ден. Повелете, ве слушам. Во однос на приватните болници, Ајде. преполни со ковид пациенти, еден ден лекување наплаќаат и по 1000 евра. Ако тоа навистина е така, тогаш владата треба да преземе нешто. Не може во овој случај на пандемија тие да злоупотребуваат своите положби. Тие се приватни болници и тие приватни болници имаат свој ценовник. Не верувам дека само од својот ценовник не пишува дека тоа е 1000 или 1200 евра, како што речева и претходниот гледач. Значи, не сме така да се печали. Ова е криминал. Во овакво време, оваква состојба сега, кога навистина сите школа болнични капацитети се прополнети. И народот бара излез од оваа криза, некој тоа користи и да дебело наплаќа, а може да заврши со смртен случај и луѓето само џабе да плаќаат таму. Тоа е огно што сакам да кажем, имајте овде. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам. Дали имаме некој следен на линија? Повелете. Ало, добар ден. Да, добар ден, повелете. Не знам што се бунат луѓе, никој не ги тера со сила да идат у приватните болници, има државни болници. Зашто мора да се оди у приватна болница, да прашам? Ние самите го правиме тоа. Се појави Жан Митрев дневна реклама со таа машината за филтрирање на крвта и сега сите притиснаа у Жан Митрев и мислат дека таму ќе се спаси. Меѓутоа, ако да поразговарате со доктори, ќе видите дека истата терапија што се дава на државните клиники се дава и во приватните клиники. Само го плаќате луксузот. Сега сами си одлучувате да одите таму, самите не веруваме на државните клиники. Мислиме дека таму се сите професори што избегаат од јавното здравје, од државата и дека тие ќе не спасат. Старите рекли, ако има лек, има и век. Така и таму не прават некои чудотворни лекови па за да ги спасуваат луѓето. Само што е проблемот што ние ги знаеме бројките на умрените од јавното здравје, не ги знаеме бројките на умрените од приватните болници. Тие за секој, не само за ковидот. За сите лечења што се случуваат во приватните болници, смртните случаи ние никад не ги дознаваме. Али само затоа ги знаеме ради одредени новинари кои се дебело подплатени од тие болници, ние ги знаеме смртните случаи во јавното здравје. И со самото се ствара една фама да народот бега во приватните болници, мислејќи дека таму ќе го најде лекот и спасот. Се извинувам, ама тоа е реалноста, ние сме лесно подложени на манипулација, ради тоа притискаме на приватните болници. Истите лекари се и во Систина и во државните клиники, нивните ученици се. Само што се овие ваму во пензија и професорите, а ваму се нивните студенти. Па како учење им дале на овие, така овие ќе работат. Таа е реалноста, за жал, толку пријатно. Следен на линија, повелете. Добар ден. Добар ден. Да, ве слушам, повелете. Поздрав од мен да ми Благодарам, поздрав. Не е ништо чудно во приватните болници 1000 евра, 1000 евра, например, за Мицкоски. Тој не оди во државните болници, или престаниците, или од другата партија. Шо е 1000 евра за нив? Ко може некој друг да плаќа? За писмени не,
бизнесмен со 1000 евра. Дури да се онај по државните болници, си поеди таму, што е за ним 1000 евра. Така? Ние попростиве, се лекуваме по болници. За ним што е 1000 евра? Тој го страни, што ќе појде се лекува, повеќе во приватните болници. Не е ништо чудно. Така. Тоа го пријатно. Пријатно. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам. Следен на линија, повелете, добар ден. Добар ден, Огнен, Добар поздрав ден. до тебе и до редакцијата. Благодарам, поздрав, повелете. Па вака сега, тоа е нормално, приватно. Здравство се плаќа повеќе, бидејќи нешто учествува и фондот. Меѓутоа, приватно си е приватно, а јавно си е јавно. Во јавното здравство се знае дека фондот ги плаќа сите трошкови, услугите се многу помали. Меѓутоа, јас ова прашање би го поврзал со едно друго прашање кое исто така ќе значи дека граѓаните ќе добиваат поевтини услуги ако се направи овој клинички центар што се заговараше. Прво ДПМН, а потоа и Социјалдемократскиот сојуз. Ако се сеќавате, прво требаше се направи клинички центар во Петровец. Меѓутоа, откако дојде СДС на власт, тогаш тие рекува ќе биде во кај Ѓорче Петров. Ја како обичен граѓанин си реков, што има врска, дали ќе биде таму или таму? Затоа што обиколницата за Скопјани и за овие од двата дела, источниот и западниот дел на Македонија, е исто, многу брзо се стасува. Меѓутоа дојдов до сознанија, и тоа се изворни сознанија, дека пласот кај Петровец има имотно-правни односи нерасчистени, во кои што земјата ја претходно откупувале некои од големците во опозицијата. А овој плац тука кај Ѓорче Петров е државно земјиште и на него може да се прави тој веднаш. Меѓутоа беше стопирано од политички прилики од опозицијата, гледам времето ми минува, ќе ме прекинете, и тоа морам да го кажам дека опозицијата не треба да го кочи создавањето на правењето на клиничкиот центар. Ние Добро, губиме благодарам за јавувањето, истече времето. Следен на линија, повелете, добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Господин Диме од Скопје. Поздрав, Диме, повелете. По темава што имате поставено, јас лично се чувствувам добро, да ви кажам наискрено, па беше спомнато дека е дури интересна, ја би рекол баш напротив, или нормално. Во ова не гледам ништо нормално, да ви кажам наискрено. Ова е толку загрижувачки, толку е вознемирувачки, да човек стварно не може да се наче. Не е време, сега не е време. Дали ме разбирате? Во нормални услови, нека си постојат цените. Точно рече еден господин. Имаш пари, иди таму да те третира. Да бидеш во апартмани. Него сега не е време за вакви цени. Јас ова, знаете како го третирам? Како воено профитерство. И за ова не треба повеќе. Една анкета по 3-4 паталци, така да кажам, од семејствата, кои што ги платиле тие пари на виделина. Инспекции и нема затварање, него суд. Не може сега некој на плеките на ова што ни се случува, на оваа злоба, некој да профитира, ве молам. Па ова е збунувачки. Во некој има младо чедо кој што мора тамо да го однесе. И сега му е мајката, нели вулгарно кажано. Ама тоа е она што ние има закони, ама не сакаме да ги спроведеме. Затоа што ќе биде, ве молам, засегнат некој фактор. Не може вака веќе. Законот да се почитува, затворската казна после третиот ден од ова што се случило. Благодарам и пријатно. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам. Дали имаме некој следен на линија? Добар ден, повелете. Да. Да, ве слушам. Добар ден, повелете. Вака,
пак поврска со ковидот, сакам да поделам нешто. Ајде. Го слушам во утринските емисии Мишко 2 пати на програма, навестува дека тој не би се вакцинирал со AstraZeneca вакцина, бидејќи нема доверба. Јас мислам дека не смее така да влие на јавното мислење, оти ако добиеме такви вакцини, што ќе правиме, сите ќе одбиеме? Добро. Ве молам да го поменете. Добро. Благодарам, пријатно. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам. Следен на линија повелете. Добар ден, Добар почитуван ден. водител. Повелете. Како сте? Добро е, како сте вие? Па, фала му Господ на 76 години со домашна рекија, со кисели патлеџанчиња, супер. Баш ми е корона мило бега така да од мене продолжите. Слушај, бега змија како од огин. Не смее да улезе у двор, брат. Абе, слушам овие, стварно, ово е жално за овие болниците, бе, претеруват го да ти кажам. Сиромаштија, бе, огнанче, дојде многу, бе. Па луѓе гледам, бе, има едни стопанки, одма кредити зимат, одат за Скопје, ја од источниот дел се јавувам. Добро. Зимат пари тие, како ги викат кредити. Одма плакат им, само да се излечат. Ово е жално, бе, сега профитират, гравота е воа, бе. Ја не знам, предходниот мој штипијанец, лесно он ујде си у пензија, детство си го врботи и секој ден ќе ни вржука тука. Ово е жално, бе, стварно, бе, Штип, още болницата не е незавршена, бе. Зашто да одем у Скопје да се малтетираме, бе? Ово е стварно, бе, ово профитерство и на поттаму пијат више на обичниот граѓани, бе, Огнен. Веруиш ли? Абе, гравота е, гледам секој ден, бе, у центаро пуно од кесиња плакат, за апчиња се молат, бе, па искачија ги и тие стопанки лекови, бе. Ово е гравота, бе, за собствениот народ не презима никој мерки, бе. Додека ќе одат овие вламоровци и ездовци, бе, еден да не остане да си сушат сите. Пријатно, благодарам за јавувањето, клетви да си фрлате по улица. Следен на линија повелете. Мислам, никаде да не кажувате клетви, ама посебено па не на телевизија. Добар ден. Дали се слушаме со некој друг? Добар ден. Да, ве слушам, повелете. Па, видете вака, има едно народна пословица, една здравјето нема пари, значи не... треба да се гледа колку пари даваме за здравје, значи. Во секој случај гледаме да се излечиме. Меѓутоа, што е претерано е навистина. 1000 и преку 1000 и што ти ја знам, 1700 во Жан Митрев и во Чистина, не знам, 1200. Огромна пара е таа навистина за еден болнички ден. Што се случува за тој испаѓа како во државното здравство, ама во тој болнички ден, ама ништо да не се работи, значи. А таму се спасуват најмногу животи во државното здравство. Во Жан Митре, што ти ја знам, во Систина, чудат оние што имат пари, еве, како што ојде Мицкоски, например, тој беше во некоја приватна клиника. Тој се лечеше, тој има пари, може да се лечи. Меѓутоа, живото е живот, кај било кој. Ништо не е повреден животот на Мицковски од животот на еден зидар, еден обичен работник. Што вреди појќе животот тој и тој? Животот не се клава на вага. Не можеме животот да го ставаме на вага, на ниеден човек. Животот е подеднакво вреден кај сите луѓе. Сите луѓе може да допринесат и премногу за оваа држава. Може тие што се најмногу платени, не можат не допринесуват, ама баш воопшто. Меѓутоа, ете, баш, се нашле таму, па земат пари. А оној што не се нашол таму, па работи за, што ти ја знам, за лепеочи. Мислам дека овој претеризам треба да се преконтролира, малце Министерството за здравство да поведи малце рачуни за ова работа и да види што е работата со... Така, истече времето, благодарам за јавувањето, следен на линија повелете. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Ало, Да, ве слушам, повелете. добар ден. Добар ден, повелете. Вака, неблагодарно е во ова време во лудило да ние се правиме паметни и посебно овој господинот морам да му замерам, без разлики и за Мицкоски
и за некој друг да не спомнува, се работи за човек, за било кој човек, сепак има фамилија, има семејство и точно е другиот дел од констатацијата дека сите се еднакви, сите се важни во животот. Во врска со овие приватниве болници, значи не се овие цени од сега, осекогаш биле тие цени, односно од кога ги формира. Дел од луѓето во тоа време имаше и јавна тајна, спекулации, затоа што немаме познатоци дека и некои беа присилени да се препават во тие болници. Од државното по и ред други работи, но сега сочувство на луѓето што еве секој ден починуваат и страшно загрижени сме сите. Во врска со болниците, оние што имаат пари као и сегде во сите држави и кај нас тие што имаат пари ќе одат да се лекуваат. А во врска со некои криминали, ако веќе се констатирани као што ние со пламените говори стално се јаки многу, ама на телевизија не да искочили, него овака преку слушалката, зошто нема една пријава с подопрен глас за криминалите во приватните, но ние сите се правиме филозофии, паметни, многу силни, ама да се појавиме да кажеме или да пријавиме немаме. И тоа е таа трагедија наша македонска, што ние сме силни, некој друг да ни ја заврши работата. Еве имаме јавно обвинителство, каде што може да ги пријавиме сите криминали ако постојат и сите спекулации има подопрен глас. Така и во врска со овие криминали, со карите да се престане, него конкретно тие што стварно имаат. Да. Истече времето, благодарам за јавувањето. Дали имаме некој стрелен на линија? Добар ден. Добар ден. Да, повелете. Господине, најдобар водител од сите телевизии. Благодарам, повелете. Ова за приватни болници, стварно, да кажем, стварно не людски, не човечки, ако ме верувате. Јас во Германија, во Кел, не сум платил 1 динар, пошто сум крводрител, скоро 85 пати сум дал крв. 1 динар не сум платил во Германија, во Кел. Дојдов овдека во Скопје, требаше да се правам операција, отидов пример во државна болница, стварно немаше место, поради ковид, отидов во Сестина. Ако ме верувате, не ме верувате, исто ко брат ви кажувам, 8500 евра ми побарава за операција. Ја им рекол, викам, еве ви документи, викам, дека имам 85 пати дадена крв. Ова века не важи. Како бе не важи, викам, у која земја, викам, вие, викам, имате, викам, приватна болница, живите Бога, викам, господине. И да ти кажем, значи, стварно сум револтиран и, значи, луѓето не остава стварно да, кои сум ние крводарители, да дадеме крв, значи, како се треба. А помагаме за людски, да останат сега некој живот да му спасим. И нема смисла стварно. Кога гледам преска баш, господин, извини, сега може ќе се преватаме, само ти малко, ќе се заватаме на друга тема, кога гледам преска господина Зоран Заев, ташно нема човек од памет у глава, значи, луѓе, се пари, сега со вакциниве, дај нека него заката човекот, нека бидат една с некој барем на негово место, да видат само како му е, што му е на тој човек. Значи, стварно, нема смисла, луѓе го гледам дека беше од неќе навака, се заев. Абе, што му прави на тој човек? Дали дојде некој пут на вечера на тој човек на вас некој? Стварно, гревота и жалосно тој човек за тој човек. Добро, благодарам за јавувањето, поздрав за вас, убав ден. Добро. Ќе одиме со кратка пауза во продолжение, па се враќаме веднаш. Открите нови тајни и интересни рецепти. Бидете храбри и експериментирајте со вкусови, мириси и зачини. Секој работен ден во 19:30 часот на ТВ24. Гурмани и љубители на добриот вкус. Нахранете се со нови кулинарски вештини во Готвиме со Маја. Тие се тим кој секојдневно влегува во невозможни мисии. Само што за тимот на Скорпион ниедна мисија не е невозможна. DNA analysis is complete, and the monkey is not the cure. Од вторник до петок. Адреналинско возење со Скорпион. 22:30.
Така, продолжуваме понатаму. Следен гледаш на линија, повелете, добар ден. Ало, Да, добар ден, повелете. добар ден. Да, ве слушам, повелете. Послушавам, ќе ти кажам. На вистина приватните болници земат пари, меѓутоа, негата што ја пружат приватните болници, уште 100 години државните болници не може да не може да ја пружат. Имам лично искуство, се лекував од улкус, од една мала раничка, ме донесла 2 нозе да ми скапат. Сега се лечам во Систина, толку се коректни, на вистина пари, меѓутоа во државното здравство не работат, господине. Ништо повеќе, не треба динар да зема пари. Сега во ковидов може да, меѓутоа инаку ништо, пич не работат. Догледање. Догледање, благодарам за јавувањето, ве поздравувам. Следен на линија, повелете, добар ден. Добар ден. Да, добар ден, повелете. Добро зборува се и се што луѓе кои што се и запознати и незапознати. Ја имам човек од нашиот град кој што се лекува во Систина од ковид, 1700 евра е еден ден. И така случајно се заинтересирав, се запознав, цела фамилија, тој возач е во брза помош. И Добро. ете, не сакајќи се заразил, па ја зарази цела фамилија, 2 деца и жената. Детето едното беше во Козле, па си дојде, фала му на Бога, и сега во нашиот град има некаква акција, се собира да му помогна на човекот. Не што има пари, отишол во Систина, веројатно дека запослен во болница, па може да го однесе за посигурно во Систина. Што значи дека јас се оперирав од срце во Систина во времето. Договор имаше во државна болница, се што не се прави, што се прави во приватните болници, го плаќа социјалното. Мене социјалното ми плати, ја динар не платив како крводарите, 5 бајпаси имам. Сега, за време на кризна состојба, јас дока што слушнав Заев рече дека за кризна состојба и приватните болници нема да наплаќа државата, ќе го тира. Меѓутоа сега не е кризна состојба, си зема приватните болници, си има некој ценовник, зависи кој на кој како го лекува. Значи кажувам дека човеков што се лекува, што е возачот, е 1700 евра дено. Аве го лежи веќе 12 дена, а можда ќе лежи не знаеме уште колку. Сакав да ги запознам луѓето, зборува се и се што, еден рече 300 евра и така натаму. И колку се е во Систина, толку е сигурно и во Филип II. Значи не е во ред по мене да се прави така, меѓутоа тоа е тоа што да правиме. Ако се прогласи кризна состојба, може нема да се наплаќа, не знаеме. Ама може заради тоа не прогласува кризна состојба, што ја барам да се прогласи, заради што се шири. Да. Истече времето, благодарам за јавувањето. Следен на линија, добар ден. Огнен, добар ден. Да, добар ден, повелете. Поздрав до тебе и до гледачите. Благодарам, поздрав. Ќе се дозволам Огнен лично искуство, значи да споделам. Ајде, повелете. Јас пред неколку години се оперирав во Охрид, значи од Охридско. Добро. Оперативно сега не е некоја баш тешка толку операција, така да кажеме од средна тежина некоја. Скроз ми ја сгрешија. Скроз, значи не сакам да зборувам што како кој доктор нервозен од внимание и веднаш кога ме виде после неколку дена пациент да слично предвика тоа не ти е во ред, не сме двака, јас не верувам, али со тек на месец, 2-3, навистина се покаже истите симптоми си ги добив. Рече, можеш да го тужиш, не би си дозволил сега. Огнен и после, значи, не цели 2 години повторно отидов таму, ке те примам, не ке те примам, разбирате, значи, како е се најде човекот и кога му појдов после неколку месеци се фати заглава човекот, значи. Ајде утре дојде ми на операција, одам, сестрите ми велат, значи, како може без претходни прегледи, значи, човекот се најде каба е. И за една недела, значи, повторно отидов на операција, слава му на Господот, значи, таа операција беше успешна, втората, значи, ќе ви кажам, една серија од еден мој пријател што ми ја раскажа пред година-две. Човек во години, тешка операција, исто од Охрид. Вика, бе пријател, вика. Отидов, значи, во болницата прегледи, не се тоа извршиле, и му вика, пазете, бидејќи сме со синти и твои блиски, јас овде, ако те оперирам, не гарантирам дека ќе биде успешна операцијата, навистина тешка операција. Затоа викат, јас ќе си направам свој тим, со свој тим ќе си одиме во Скопје во приватна операција, редовна цена рече таму 10.000, а за тебе 7.000 евра.
Замислете овде. Значи секоја че не се насекаде така во болниците сите оддели. Али за жал, за жал. И морам да го коригирам, да реплицирам на Лука полицајецот. Па нема секој доволно пари огнен да оди во... Так, благодарам за јавувањето, ве поздравувам. Следен на линија повелете, добар ден. Добар ден. Да, повелете, ве слушам. Благодарам. Овака, јас ќе кажам своето размислување. Ми се чини дека од сето пратење на емисијава само 20-тројца го одобрија да се сложија со она висока цена. И јас ќе се сложам со таа висока цена кога болницата, приватната болница би плаќала поголем данок во однос на државните болници. Така да ќе го споредам со една лименка пиво купена во продавница и купена во некој ресторант. Која е разликата во цените? Приватните болници не користат златни прибори приликом некаква операција или било што. Фактички, тоа на некој начин е еден вид луксус по здравието. А ние граѓаните на некој начин сме принудени, дури и кредит да земеме, само да можеме да го платиме тоа што тие приватни болници го побаруваат. Овдека треба здравството да биде на некој начин, услугите со одредена цена да бидат исти, а ако веќе некој треба да наплати повеќе, за сметка на тоа, према државата да плати поголем данок и со тоа факт, и граѓаните тогаш ќе бидат на некој начин заштитени, а затоа што услугата ќе биде иста. И да се за сметка на тоа да се подобри услугата во државното здравство. Тогаш ќе бидеме еднакви и нема да се осеќаме онеправдани. Благодарам, поздрав. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам. Дали имаме некој следна линија, повелете, добар ден. Ало, добар ден. Да, добар ден, повелете. Телефон на анонимен гледач, се јавам веќе 11 години живеам од Англија. Добро. И дојдов се сега дома, после толку време. Пошто имаше услови, мајка ми почина, јас не можев ни да дојдам тука на поред, пошто од Англија не ми пуштија. Сочувство. Многу ми е чудно искрено што здравството тука ни е толку платено, што секаде каде да одиш треба да се плати нешто или да се стави пари. Во Англија е сосема друга работа. Таму здравството е на највисоко ниво и секој можен детал е бесплатен. Се едно нешто е бесплатно таму. Шо и да се земе, шо и да се купи. Каква операција треба да се прави? Од најсложена до најлесна операција. Приемот е толку добар. Јас случајно отидов овие денови да се видам со некои луѓе, се толку негативно настроени, што не можеш ни да разговараш, да си направиш нормален разговор као да сум некој непријател. Многу ми е тука чудно, да ви кажам правилно, и поносот и културата и тоа. Добро, јас не забравам дека сум бил, јас сум свесен од кај сум дојден и све, али ништо не е сменето и многу ме боли фактот тоа што нема прва работа, нема никаква култура и никакво достоинство. Луѓето не се почитуваат, веќе нема джентлмени. Одеш ти во болница да прашаш за најнормална услуга или за било шо и они те негираат и те одма те обацуваат као да си ти некој, не знам. Одма со раката, дури со рака, толку што е некултурно. Со раката ти мава да идеш надвор. Дали е тоа некоја дискриминација, дали не знам тоа е. И сум доста навреден, пошто пред некој ден бев во Скопје да вршам некои работи по болници и веќе се откажав до тај степен што веќе не ми се ни оде по болници. Тоа е горе-доле. Имам уште... Да, но истече времето. Благодарам за јавувањето. Сашо Р. ни пишува на Фейсбук и вели: здраво Огнен, приватните болници максимално ја злоупотребуваат оваа ситуација со пандемијата. Дури има случаи каде бараат пари однапред за 10 дена, значи 15.000 евра. Веднаш државата да ги стави под своје приватните болници и да го спречи ова лудило. Понатаму пак, Дејан С. дополнува, вели: за овие работи се одговара за воено или пандемиско профитерство, за тие пари треба и човекот да се осигура, зашто фамилијата доколку почине ќе остане и без пари и без човек, што е многу пострашно. Но ние сме банана држава и се е можно. Во време на пандемија и вонредна состојба од државата може да стави рака и на нив доколку сака, но во овој случај не сака.
Понатаму пак, Сашо С. вели, Огнен пишуваш дека приватните болници се преполни со пациенти, старите уште во СФРЈ велеа дека парите се здрави. Ако имаш пари, ќе преживееш, ако немаш, ќе одиш со државните болници. Значи, секаде во светот, кој има пари, има поголем избор за лечење. Никако да се помириме дека луѓето се само бројка и потрошен материјал. Стално ќе се умира и нови ќе се раѓаат. Се е руски рулет во животот. Поздрав. Поздрав. Додека пак Иван Б. пишува: Здраво, Огнен, наш најголем пријател во изминатите 30 години се САД. Денес да се јави заев кај Бајден или кај некој од неговите секретари, за неколку дена ќе добиеме неколку милиони вакцини. Не знам зашто ова пријателство во тешки времиња за Македонија не се употреби. Поздрав. Додека пак Славко Л. ни пишува, вели, проблемот има подлабоки корени. Финансирањето на здравството мора да се смени од Бисмарков систем на плаќање на здравствениот придонес да биде платата. Треба да се премине на Беверџи систем, каде придонесите за застреното осигурување се плаќаат на поширока основа, освен на платата и на останати лични доходи, дивиденди, наемнини, камати, капитални добивки и слично. Другите коментари подоцна. Добар ден. И убав ден. Да, добар ден, убав ден, повелете. По однос на тебе, ја би рекол, што е скапо е прескапо. Една работа да се вие рековте дека и човекот и парите. Ја не знам што по приватните болници дават лекови, кој ги дава и државната болница. И која таа нега или стручност што е направја па да барат 1000 евра на ден. Стварно тоа е, што да кажам, странство одат 20.000 дават луѓето за многу тешки операции. И денот ќе лежат таму по 10 дена. Овдека за ковид, за обични, јас знам една жена во Систина појде од Кишево со излив на мозокот. Ние снимија, не онаде, обични лекови дава по 1200-300 евра на ден е наплаќа. Па чекајте бе, пријатели златни, па тој Филип II искористи државна болница, Клусев му даде цел спрат и цело одделение друго да се богат. Овај другиот крадеше пари од онакото, направи Систина. Па чекајте, државава треба еднош да кладе на тој ред. Па до кога ќе се случува ова со тие приватни болници? Јас се молам владата да преземе мерки за овие приватни болници или да ги затвори, или да работат во скопот на она што се потребите на луѓето. Треба малку да бидат поскапи можда, али вакво одерење и здравие, да им се озе, па луѓето побрзо ќе се разболат, кои ќе сватат колку пари треба да им даде. 20-30 000 евра за лежење, значи тој цел персонал го плаќа со плати, доктори, сестри и негователки. Срамота е тоа. Па се прават големи патриоти работеле за Македонија. Никакви патриоти се. Тие се ждеровци на народот. И му е цитат крвта. Поздрав и пријатно. Поздрав, благодарам за јавувањето. Дали имаме некој следен на линија? Добар ден. Ало, здраво. Здраво, повелете. Што да кажеме за оваа тема? Тотална дискриминација. Ако имаш пари, ќе преживееш. Ако немаш, ќе умираш. Ја не знам оваа власт, секоја власт до сега овие 30 години, не го регулираше тоа прашање. Никаква одговорност нема за докторите кои ќе промашат операција. Исто така, овие што се богатат приватниве, ако не преживее пациентот, неговите најблиски остануваат уште должни да плаќаат. Во сред пандемија 10 пати, 100 пати повеќе се плаќа здравствени услуги во приватното. Знае ли народов дека за сите други прегледи, освен за коронавирус, во оваа пандемија се качени цените во приватните болници по 5 пати? На што личи тоа? Каде е здравствениот систем? Каде е државата да реагира? Државата треба да реагира тука. Во сред пандемија, доколку нема кревети, треба бесплатно да се лечат граѓаните и во приватните болници. Целиот капацитет да биде заеднички. Ја не знам што спијат, него на нив и на нивните најблиски им е се наредено. Ако некој политичар, неговите најблиски роднини и така натака заболи, имаат пари, имаат врски, ќе идат у приватно да се лечат. Што не се лечат во државна болница. Тоа е катастрофа. Значи треба да се реагира. Во сред пандемија умираат млади луѓе, гледаме по 20 на ден, они попивки прават, за да удоволат на американците
што имаат други планови со Македонија. Испадне процентот на албанци поголем, за да Господине, може да ја рушат. темата. Катастрофа. Темата, господине. Благодарам за јавувањето. Следен на линија, повелете. Добар ден. Дали имаме некој на линија, повелете? Добар ден. Доколку се слушаме со некој, одиме со вклучување. Добар ден. Ало, јас сум. Вие сте, повелете, добар ден. Поздрав. Благодарам, поздрав, повелете. Вака, овој е претходниот, што е паметен кој што избори секојаш и држи предавање тука, што ви кажувате, не знам, уназад 11-20 години, сакав да го пратам него лично. Уназад 11 години, како ни беше здравството. Јас се сложувам со тоа, дека приватни болници, како што се кажа Митрев, кај Систина во реќе не е убаво така да прават, мора да бидат поврзани со здравството. Ама овој што држи предавање и сега пази, сега удира на оваа влада, на оваа здравство. Сакам да му порачам, пријателе, доста вите со тие твои глупости. Негови си се мислењата, ве молам зборувајте за темата. Да, негови се мислењата, ама и мои се мислењата. Ваше е мислењето за темата, а не за господинот што мисли. Да, ама да му укажам. Му укажавте, готово, преминете на темата. Тоа што за вас представува глупост, за другите не е. Затоа не е во ред. Ова не е од сега, ова е уназад 20 години, господине овде. Ова е уназад 20 години. Приватните болници на плаќаат по 1000, по 2000. Господине Торсте Камчев, кој што е сега у шутка, како ще стегнат со тој капитал? По колку наплаќа се? Јас лично идев таму. Еден преглед е 50 евра. Па он не може сега да ми каже, он не може сега мене да ми каже тоа било сега. Не, господине, тоа било уназад 20 години. Добро, благодарам за јавувањето. Следен на линија, повелете. Добар ден. Добар ден. Вака се, не може да правиме споредба со приватно здравство и јавно здравство. Ниту во цени, ниту во услуги. Не зборам за персоналот, ја лично сум била и во приватни, и во држави, и во повеќе. Од персоналот не можам да се пожалам во јавното здравство. Меѓутоа, ги жалам нив во какви услови работат. А за тоа се знае кои се криви. Нашите влади во минатото и нашите пратеници во собрание, што и ден денеска си играат мајтап со нашата држава и со граѓаните. Сега, приватно, самиот збор кажува, таму се наплаќа. Тие немаат склучен фонд со фондот договор и са еден преглед, зависи од прегледот, некој рече 70 евра, дал некој 30, некој 5. Ја, например, сум дала 250 евра за еден преглед. Секој преглед е различна цена. Дали граѓаните што се лечат добиваат сметка што платиле во болницата и дали тие тоа што го платиле го добиле. Јас, например, тоа што сум го платила и сум го добила. Ама од А до Ш се беше напишано на 3 страници хартија. Сите услуги што ми ги понудиле, сите прегледи што ми ги направиле, сите лекови. Сега, не знам, луѓево можеби не се осигурани, па мора да одат во приватно, и во државно, и во приватно, нити ми е исто. Ке платат, кај да одат. Тие што се осигурани, можеби треба да се одат во државното здравство, да ги извегнат тие трошоци. Ама тие што не се осигурани, мојот случај беше таков, затоа отидов во приватна. И пак ќе речам, треба да знаат дека приватното се плаќа 100%. Само оние ординации, да не зборам за болници, што имаат склучено со фондот, зависи на кој процент е неговиот договор склучен. Само тие таму имаат партиципација и се плаќа. Сега капак кризата, ковид кризата, тоа може и го злоупотребуваат приватните болници, може би треба да се направи некоја контрола од страна на инспекција, дали тоа е вистина реално или на вистина народот се ограбува. Благодарам и пријатно. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам, ви посакувам убав ден. Тане и ни пишува на Facebook и вели:
Здраво, јас мислам дека овде се работи за недоразбирање. Имено ако сме ние капиталистичко општество со одно пред утврдени правила, тогаш јас не знам зошто се буниме. Се разбира дека владата може да ги стави овие приватни капацитети во служба на државата, но под одредени услови и со одреден надоместок. Та нели ние не го сакавме социјализмот и дури и сега знаеме многу често да го употребиме зборот комуњари, да го изедначуваме комунизмот и социјализмот со нацизмот како диктаторски режими. Јас мислам дека полека ќе ни дојде умот само да не биде предоцно. Дејан П. пишува и вели, нас како прво државната болница не штеди од свој джеп, плаќаме и тестови и терапија, а плаќаме здравство, а од тука што да се очекува од приватните. Поздрав. Поздрав, Дејан. Додека пак Бошко К. пишува и вели, жалам за прекасниот живот што го живеевме, војна болница, цивилни болници, се беше без пари, дојде се да се земат. Поздрав и за вас. Илбер Зани пишува и вели, поздрав, ми интересира зошто плаќаме осигурување, приватните болници или ќе работат како што треба или државата да ги затвори тие болници. Диме С. пак ни пишува и вели, добар ден Огнен, како прво докторите со Спутник, а обичниот граѓанин со AstraZeneca, што е изфрлена од ЕУ, како прво доктори немаме како што треба, него примани жган, доктори во инфективно и сестри си пијат кафиња, пациентот умира, брука здравство, нула штип, болницата е жган, неписмени докторки, поздрав Огнен. Благодарам, поздрав. И пред да го вклучиме последниот гледач еден коментар, Петар С. пишува вели, ова е уште еден доказ за нееднаквоста на правата и обврските држава-граѓанин. Кога се работи за високи државни интереси, државата, например, може по своја наметната цена да му го купи, да не речем да му го одземи на обичниот граѓанин, неговиот имот, поголема парцела земја и против волјата на граѓаните, кога државата треба да излезе на сцена во вакви моменти, да им се најде на граѓаните со закони кои важат во вонредна состојба, тогаш никаде ја нема. Вклучуваме последен гледач на линија или немаме време, режија? Не? Добро. Благодарам за кајронот што го тргнавте. Добро, тука е крајот на денешното издание. Прочитани пораките, слушнати гледачите. Ве поздравувам, останете со Телевизија 24. Ова е првата тема која што се одработува, која ние разговаравме, а во дневникот се во 17 часот. Вие и јас се гледаме утре во рамки на емисијата Студио 10 од 10 до 12 часот. До тогаш, пријатно.